Почитувани, дојде моментот кога СДСМ ќе покаже дали изголемувањето на минималната плата е со искрена намера која ќе важи за сите или пак тоа е само нова и селективна популистичка мерка. Имено денес на дневен ред на Комисијата за труд и социјална политика е предлог Законот за минималната плата. За таа цел, како што ја најавивме претходно, како пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, ќе интервенираме да не се дозволи урамниловка, односно изедначување на платите и демотивација кај вработените кои имаат поголеми работни обврски и сложеност на работните места. Со овој амандман што денеска ќе го поднесеме, ќе побараме износот на коефициентите и вредноста на бодовите на колективните договори на сите нивоа и во сите области во јавниот сектор да бидат усогласени со порастот на минималната плата, тоест нивно скалесто зголемување во однос на минималната плата. Во изминативе денови се изнаслушавме од владеачкото мнозинство разни напади и обвинувања дека пратениците на опозицијата го кочат законот за зголемувањето на минималната плата. Но во СДСМ очигледно забораваат дека токму ВМРО ДПМН е партијата која што првично го воведе концептот за минимална плата во Република Македонија, но за разлика од сега, наместо да чекаме преговори меѓу засегнатите страни, до последен момент да не се знае колкава ќе биде минималната плата, а тогаш минималната плата се знаеше однапред најмалку една година. На тој начин покажувавме грижа за стопанствениците, бидејќи таквата политика доведуваше до предвидливост кај стопанските субјекти за идните трошоци кои ќе ги имаат за вработените. Од тука, како пратеници од ВМРО ДПМН, сакаме да им порачаме на колегите пратеници од мнозинството, дека за незадоволството кај синдикатите од селективноста на нивното решение се виновни само СДСМ и никој друг. Залудни и досадни се обвинувањата на СДСМ дека секогаш некој друг е виновен за нивната неспособност. Јавноста многу добро знае кој е во право, а кој само се обидува да најде изговори и ништо да не работи. На крајот апелираме до владеачкото мнозинство да излезат во пресрет на барањата на сите вработени и засегнати со зголемувањето на минималната плата и конечно да покажат дека нивната искрена цел е подобар стандард и живот за граѓаните, а не популистички краткотрајни мерки кои ќе купат неколку месечен мир во власт. Благодарам.